Ја спомнав темата за која што ќе говориме со моите соговорници кои утринава се на прво утринско кафе во Ја сакам Македонија. Ќе почнеме од дамата Катерина Николовска, која е всушност академски терапевт за јазик и експерт за дислексија и специфични тешкотии во учењето. И Дамјан Николовски, основач и председател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро. Јас споменав како всушност дознав за дислексија и тоа многу одамна. Имаше еден филм во кој што во действието таткото постојано го навредуваше својот син, детето, дека е глупаво, и така се изразам со тој неубав збор, дека ништо не може да свати, ништо не може да научи и така натаму, и понатаму нели се дознава дека станува збор за еден вид потешкоти при читањето, при учењето. Кажете ми, еве, на почетокот, зошто толку малку се зборува за дислексија во нашата земја, за да една ученичка дознае дека такво нешто се случува и постои благодарение на некој филм кој што развил тематика на оваа тема. Зошто, Кате? Мислам дека дислексијата е едно, иако е најприсутна, некако најневидлива тешкотија, специфична тешкотија во учењето, и тоа може да е една од причините зашто малку се зборува или малку излегува на површина, затоа што е и некако, не знам, неблагодарна тешкотија, затоа што дечињата кои што имаат ваква тешкотија во читањето, односно дислексија, се секогаш нели исти како сите оние нивни соученици, односно сите нивни други функции и способности се на нивото на кое што треба да бидат, меѓутоа имаат тешкотија и дефицит нели во читањето, кое што е една фундаментална основна вештина и потребна не само во училиште, туку и надвор од училиштето, меѓутоа тоа некако секогаш се протнува и низ системот, се протнува и низ нели понатаму низ целокупниот нивен живот без да биде многу забележано. Кај децата, можеби децата сами не може да воочат што всушност станува збор, затоа што нели на рана возраст ние се среќаваме со читањето, да кажам, со стартот на учебната година од прво одделение. Меѓутоа, зошто и родителите и наставниците тешко го согледуваат тој проблем? Јас ќе се надоврзам тука затоа што состојбата дислексија и генерално специфичните тешкотии во учењето се тематика за која што кај нас се зборува од неодамна. Значи, сега да кажам, не е кратко време, некаде се 10-12 години како постои Сдруженијето, меѓутоа пред да се формира Сдруженијето апсолутно не постоја информации за овие состојби, иако генерално во светот се состојби кои што се разработуваат речиси повеќе од 100 години, меѓутоа заостануваме во однос на тоа. Иако денеска се повеќе и повеќе наставници успеваат да забележат дислексијата, и токму затоа е важно да се подигне свеста дека оваа состојба постои, за да може што е можно порано да се препозна. Може ли да ми кажете, еве, и да им објасниме и на родителите всушност за каква тешкотија станува збор? Како лицата кои што имаат дислексија читаат всушност? Така, децата кои што имаат или воопшто лицата кои што имаат дислексија го процесираат пишаниот јазик различно од типичните читатели. Односно, тешкотијата се е сконцентрирана во предизвикот да се препознае пишаниот символ, односно буквите и гласовите кои што буквите ги произведуваат кога се во целина, кога се во збор. Многу често кај лицата кои што имаат дислексија имаме читање кое што е нели или буква по буква или на слогови, изостанува флуентноста, односно точноста и течноста, а тоа влијае пак понатаму на нивното разбирање. Така што читањето ги гледаат буквите исто, многу често во јавноста, мислам, нели и самите лица кои што имаат дислексија кажуваат дека различно ги гледаат буквите, тоа е нивната перцепција, но во суштина не е визуелен проблем, туку тешкотијата се јавува во поврзувањето на символот, пишаниот символ и гласовите кои што тие ги произведуваат. Како експерти за дислексија, колку македонскиот образовен систем е подготвен да им пружи помош прво на овие дечиња, па понатаму нели со вработувањето и така натаму и на лица кои што ете можеби до ден денеска и се срамат да кажат дека го имаат овој проблем? Мислам дека
делумно сме подготвени за тоа, односно на некое би рекла индивидуално ниво кај наставниците, кај образовниот кадар, иако системски немаме се уште политики кои што би биле во корист на лицата кои што имаат дислексија. Не зборувам само во училиштата, каде што образовниот систем за жал не е доволно флексибилен за да може да се модификува и прилагоди на нивните потреби, а исто така и понатаму во општеството не сме прилагодени доволно за овие лица со дислексија да живеат еден живот кој што без бариери. И како воопшто овие луѓе учат? Како го продолжуваат своето образование? Како стануваат адвокати? И други останати професии сега прва ми падна на памет. Веројатно затоа што имаат изградено добри одбрамбени стратегии, веројатно имало луѓе кои што работеле со нив, без разлика можеби наставниците или родителите не биле свесни дека детето има дислексија, меѓутоа тие лица ја добивале соодветната поддршка. Мислам дека тоа генерално е најважно, да добијат учениците поддршката од дома, меѓутоа и многу е важна поддршката од училиштата, затоа што имаме голем напредок во однос на поддршката која што ја добиваат, меѓутоа како што кажа Катерина, тоа некако останува на индивидуално ниво затоа што се уште немаме системски решенија за целата проблематика. Ајде да им помогнеме на родителите, откако веќе проблемот е детектиран, препознаен и така натаму, што е она и на кој начин всушност треба да работат со нивното дете? Так, прв чекор би рекла е идентификација на тешкотијата и кога ќе се забележи да не се игнорира, односно да не се чека дека ќе помине или со повеќе време ако му дадат на детето дека само од себе предизвикот ќе се реши, но откако ќе се идентификува веќе, тогаш консултација со стручни лица би рекла е првиот чекор и најважниот, не само за да се интервенира со дечињата, туку и за да ги насочат родителите како да работат со нив. Меѓутоа, многу често јас кога соработувам со родители, давам индивидуална структура за поддршката дома, а тоа е не подолго време читање, туку читање на еден специфичен начин со техники и стратегии кои што ќе му помогнат на детенцето. Меѓутоа, еве да речеме, една генерална препорака би било читањето да се направи како една од секојдневните, активности кои што се вклучени во домот и во семејството и да биде заедничка активност, односно да се негува таа љубов за читањето, за да не биде активност која што дечињата нема да сакаат да ја прават затоа што им е многу тешка. Како се одлучувате да работите токму со оваа тематика? Преку лична приказна. Значи, јас имам брат кој што е помал од мене, 13 години, кој што додека беше во рана фаза во текот на неговото образование, се увидовме дека има одредени проблеми со читањето и општо со совладување на училишниот материјал. Во училиштето не знаеа да ни кажат за што се работи, се правеа, моите родители ги правеа. Сите оние проценки го носеа по доктори. Тоа било пред некои 7-8 години, претпоставувам. Не, значи веќе се 13 години. Да, затоа што имам порасна во овие време. Ги правеа сите можни проверки на доктор, снимање на главата, разни проценки, меѓутоа никаде немаше никаков проблем. Случајно дознавме, еден психијатар ни кажа дека има некои истражувања за лица кои што имаат исклучиво проблем со училишното градиво. Среќа во тоа време имаше интернет, можевме, проверивме, излезе дислексија за која што прв пат и ние слушнавме. Увидовме дека нема апсолутно никакво познавање во општеството за темата, ниту кај училиштата, ниту кај институциите, така се формираше здруженијето и јас почнав да работам во здруженијето, во меѓувремето дека почнав да работам, да увидам дека и јас сум имал дислексија, иако тоа не сум го знаел во текот на моето образование, него моите тешкоти секогаш сум сметал дека се резултат на мојата, да кажам, мрзеливост. Интересно. Кате? Така, мојата приказна исто почнува пред некои десетина години. Јас малку покасно се приклучив во здруженијето, меѓутоа започна со запознавањето на мојот прв ученик кој што имаше дислексија, буквално како по книга. Онака како што ќе ја прочитате дефиницијата во книга за дислексија, тоа беше мојот прв ученик на кому му бев личен асистент, односно работев интервенција со него. Тој сега има 17-18 години и ова лето се запиша на факултет за медицина во Америка и тоа е една од моите светла точка во цела оваа работа, затоа што многу
ретко се случува тој круг да се затвори така, односно детенце кој што беше второ оделение кога заедно почнавме да работиме, сега веќе младо момче кое што ете во иднина ќе стане доктор, меѓутоа јас бев во редовна настава се до моментот додека не го запознав него, откако го запознав него, мојата кариера тргна во друга насока, односно сум му многу благодарна токму него на првиот ученик за тоа што ми го промени животот и кариерата. Поради овие ситуации одлучувате, Дамјан, вие претпоставувам да го основате Здруженијето Ајнштајн и на почетокот, со оглед на тоа и пред 13 години се враќаме, сами сте извлекле диагноза за вашиот брат, а понатаму нели и за вас. Што се смени низ овие десетина години, ако не се лажам, Ајнштајн и толку постои? Да. Се сменија доста работи сега, да ги тргнеме системските решенија на страна, а меѓутоа пред се успеавме до некој степен да навистина да подигнеме свеста за дислексијата. И едно од најзначајните достигнувања е за Ајнштајн, ќе кажам, едукацијата на наставниот кадар, затоа што досега низ нашите обуки илјадници наставници се запознаа со дислексијата и се стекнаа со вештини не само како да ја препознаат, туку и како во текот за време на часовите да им дадат соодветна поддршка на учениците. Мислам дека тоа ни е едно од главните достигнувања кои што сме ги направиле во овие 10-12 години. Каква програма има Ајнштајн за сите родители кои што знаат дека нашиот македонскиот образовен систем толку може? Значи, мора да се побара помош во здружение, во лица кои што го работат тоа, стручно вие и двајцата сте експерти за дислексија. Така, мислам дека програмата начинот на кој што работиме со секој детенце е многу индивидуален и прилагоден, скроен токму за нивните потреби, меѓутоа она што секој родител ќе го добие кај нас доколку нели се јави е првично проценка на дечињето кој што не е дијагностичка, затоа што како здружение не можеме да поставиме дијагноза, меѓутоа е индикативна за тешкотијата, односно може да приметиме точно во кои области детето има тешкотија и да го насочиме и детето и родителот, а секако пружаме поддршка и на наставниците кои што работат конкретно со тоа детенце, односно даваме препораки за како да го прилагодат начинот на предавање за да му олеснат во училиште и секако нели доколку родителите сакаат и увидат дека има потреба, може да се работи на интервенција која што секогаш е индивидуална и направена специфично за потребите на детенцето. Има ли некој временски период во кој што се подобруваат резултатите, детето стигнува поголема концентрација, поумешно пристапува на читањето? Многу е индивидуално до дечињата, меѓутоа генерално нема инстант решение, односно не се случува тоа брзо, затоа што првично е прифаќање на детето дека учи различно, прифаќање на алатките кои што му ги даваме, а дури потоа следува апликација на истите, односно апликација на тие техники и автоматизација на истите во училница. Така што мене ми се случувало лично да работам со првиот ученик, тоа беше 2 години работа, а дури после тоа тој успеа некако нели да почне и да прогресира малку побрзо. Така што веројатно не е помалку од 1 година, доколку интервенциите се нели 2 пати неделно, еднаш неделно. Така што не е брзо решението, меѓутоа е возможно. Дамјан, во нашиот народ има изрека не прашувај гателец, туку прашај паталец. Кажете ми како станавте свесени за себе дека не сте помалку вреден од другите, дека немате некои ограничувања, дека можете да постигнете се што сакате и ете конкретно да се издигнете од општеството кое што ете за жал, какви што сме нели најчесто и најлесно прво што правиме е осудуваме или некого ставаме во некоја категорија. Да, токму така. Веројатно самата работа во здруженијето си го направи своето, затоа што, како што ви кажав, јас во текот на мојот образовен систем, и генерално од страна на наставниците секогаш ми било кажувано ти си премногу интелигентен, само си премногу мрзлив. И некако знаете кога си дете, тоа веројатно ќе ви се врежи во глава и мене ми останало едноставно дека јас сум можеби мрзлив. Кога станува збор за училиштето и стварно не сум се ни трудел нешто повеќе, затоа што едноставно тие бариери ми се ставени во глава, иако особено кога се работело за училишните предмети кои што мене ме интересирале, навистина многу сум се трудел, резултатите не го покажувале тоа. Меѓутоа нели како човек созрева
И станува, и јас мислам дека е многу важно секој некој што се соочува со дислексија или со таков тип на тешкоти пред се да биде свесен од каде произлегува, да кажам, неговиот проблем, затоа што тогаш е многу полесно, затоа што знаете зошто се случува тоа што се случува. И за крај, знаете ли зошто од година во година расте бројот на дечиња кои што имаат проблем со дислексија? Така, рапидно се зголемува бројката на дечиња кои што имаат со дислексија, но и да речеме слични тешкоти во читањето. Иако дислексијата е невробиолошка состојба, што значи дека се наследува, како што во случајот на Дамјан веројатно нели се провлекува тоа низ семејната генетика, меѓутоа не е генетиката единствениот виновник за оваа состојба, посебно не за рапидното растење на бројката на деца кои што имаат дислексија. Екстерните фактори, начинот на кој што живееме денес, изложеноста и дигитализацијата која што ја сведочат и ја живеат дечињата, секако нели придонесува за порастот на бројката. Иако дигитализацијата може да се искористи во полза и помош при ваква состојба, меѓутоа мислам дека се уште го немаме најдено вистинскиот начин како да ги насочиме децата да користат таа алатка за да им помогне и се повеќе и повеќе влијае токму на влошување на оваа состојба. И недоволната стимулација, за жал, што од дома, што од училиште. Стимулација на читањето, стимулација на развој на останатите когнитивни вештини кои што се поврзани со дислексијата. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам заеднички ќе ја подигнуваме свеста да им олеснеме на сите мали главчиња, а и доколку имате некои практични вежби, практични решенија, сакам Македонија би била и среќна да дојде на еден таков час и да можеме преку нашите колеги да видиме како изгледа сето тоа.